Шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски вели дека не е загрижен од амандманите кои грчките и бугарските европратеници минатата недела ги поднесува на извештајот за напредокот на Македонија, подготвен од известувачот за земјава Томас Фајц. Амандманите кои беа дури 313 на број, во најголем дел се однесуваа за договорите со Бугарија и Грција. Односно, во некој од нив се бара наместо уставното име да стои само Скопје, а се бара и да стои дел за земјава да се обврзе дека ќе ги исполни преземените обврски, односно вметнување на бугарите во уставот. Според Муцунски, не било прв пат да има толков број на амандмани и кажа дека очекува да бидат прифатени само оние кои ја прикажуваат реалната слика за земјава. Не е прв пат да има волкав број на амандмани, тоа е природата на демократијата, на крајот на денот тоа е легислативно тело каде што се случуваат такви процеси, но нашето очекување и нашата желба е да бидат прифатени оние амандмани кои што ја соодействуваат со реалноста, како политичка, така и правната реалност. На заедничката пресконференција со шефот на црногорската дипломатија Ибрахимовиќ, Муцунски уште еднаш повтори дека потребно да се стави крај на процесот на билатерализација, а изрази и загриженост поради немањето на напредок во диалогот со Бугарија. За неговиот црногорски колега пак, секој изгубен ден на евроинтегративниот пат е лоша порака, пред се за граѓаните. Секој ден изгубен на патот кон Брисел е загуба пред се на оние држави кои сакаат да се интегрираат во ЕУ, но губи и Европската унија. И ќе бидам слободен да кажам, губи и светот. Не можеме да говориме за успешна европска приказна доколку во неа не се државите од Западниот Балкан и доколку не сме сите единствени, односно доколку немаме сите јасна цел. Веќе подолг период работиме, за жал без позитивен фидбек од страна на Бугарија, за организирање на заедничка средба помеѓу мене, нашиот министер за транспорт Николовски и министерската за финансии Димитриевска Кочовска, заедно со нашите тројца колеги од бугарска страна, со цел разјаснување на состојбите и иднината на коридорот 8, бидејќи тоа е за нас стратешки и значаен проект кој што сакаме да се движи напред. За жал, подолг период немаме позитивен одговор, но ќе продолжиме афирмативно да работиме на остварување на таа средба. Последните пораки од Брисел кои ги испрати еврокомесарката за проширување Марта Кос за земјава е дека иако фрустрациите се разбирливи, сепак никој не може да даде гаранции на Македонија дека по евентуални уставни измени нема да следат нови блокади поради билатерални прашања.